Денеска во ресторанот Амор се одржа едукативна сесија на која присутните дебатираа и се запознаа со механизмите и начините преку кои може да се вклучат во процесот за донесување одлуки поврзани со изградба на мини хидроцентрали и нивното влијание. Целта на денешниот настан е да ги информираме граѓаните за механизмите кои им стојат на располагање и правата кои ги имаат во постапките за изградба на малите хидроцентрали, пред се на оние анализи кои се однесуваат за изработка на елаборати и оцена влијание врз животна средина и како тие самите може да се вклучат во постапките за издавање на дозволите кои се нарекуваат условно се нарекуваат водно право. И целта ни е да се вклучат граѓаните во овие постапки со цел да се превенираат или да се спречат било какви евентуални понатамошни негативни влијанија од малите хидроцентрали. Работилницата е намената за локалното население, односно сите оние еколошки организации и активисти кои се заинтересирани да се вклучат во процесот на изградба на малите хидроцентрали и да влијаат нивното негативно влијание да биде сведено на минимум. Она што очекуваме да имаме дискусија да видиме кои се проблемите со кои се соочува локалното население не само во Кочани, меѓутоа и во околните места, кои се поврзани со малите хидроцентрали и кои се оние правни механизми кои можеби би можело да се преземат во некоја од фазите во која се наоѓа некоја конкретна мала хидроцентрала, која ќе овозможи вклучување на јавноста или можеби евентуално ако има простор намалување или превенирање на изградба на некоја мала хидроцентрала. Уздруженијето Екосвест Скопје зборува за штетите од изградбата на малите хидроцентрали. Нашата цел е да помогнеме на локалните заедници во борбата против штетните влијанија од малите хидроцентрали. Имаме големо искуство во оваа област, работиме долго на оваа тема. Малите хидроцентрали предизвикуваат огромна штета врз животната средина, но и врз животот на локалните заедници. Искуството што го имаме сакаме да го пренесеме и да бидеме тука и да видиме што се може да се направи во оваа насока. На оваа сесија се разговараше за правото на слободен пристап до информација од јавен карактер, постапка за издавање на водно право и следење на исполнување на дозволата за водно право, елаборат за заштита на животната средина и оцена на влијанието врз животната средина и учеството на јавноста во процесите за изградба и функционирање на малите хидроелектрани.